Заврши учебната година за основците и средношколците во државата. Матурантите утре ќе го полагаат вториот екстерен испит од државната матура. Првиот дел, задолжителниот испит по мајчин јазик, матурантите го полагаа на 31 мај. Полуматурантите пак овој месец треба да се запишуваат во прва година средно образование. Пријавувањето е преку линкот euslugi.mon.gov.mk со посебна најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Во јуни ќе има 2 електронски пријавувања на учениците. Преку програмата на Министерството за здравство за скрининг на првооделенчиња во општините во североисточниот регион опфатени се сите новозапишани дечиња, околу 2000. По 10 деца на закажан термин се прегледуваат секој работен ден, информираат о точното оделение во Кумановската болница. На 2025 година имаме програм од Министерство за здравство за скрининг на првачиња. Некаде наша општина заедно со општини Кратово, Кривопаланка и околните, Липково, све што е опфатено на североисточен регион, некаде околу 2000 првачиња оквирно треба да поминат за скрининг офталмолошки преглед. Сега тековно имаме посебна формирана од Министерството и од во системот на Мој термин има формирано, значи, посебна влез за закажување на термини. Некаде секојдневно имаме пуштено, значи, од 1 април до 31 август секојдневно термини од понеделник до петок по 10 термини. Све што не може да биде закажано, значи термински, откако ќе ни се исполнат термините, со матичните со приоритетни упати ќе ги прифатиме, значи, и дефинитивно во летниот период ќе бидат сите опфатени со скрининг. Во тој период обично и прегледи на возрастни малку ги одложуваме, даваме предност на дечињата кои што секако не можат да чекат, не се кадровски имаме амбуланта за ортооптичко тестирање на дечињата. Тука работат, значи, 2 обучени сестри кои што најпрви се прави рефрактометриски преглед на дечињата, се земаат визус, значи се зема видна острина и потоа, значи, се прави тестирање на мотилитет на булбусите, на фактички ортооптички се тестира да видиме дали имаат некакви кривења на окцето, дали се работи за езотропи, екзотропи, за некои по-комплексни, значи, фори и кривења на очите, и потоа се пристапува преглед кон, амбулантски преглед од страна на лекар. Се гледаат, значи, дефинитивно станува збор само за скрининг преглед, каде што оквирно, значи, можеме да видиме дали станува збор за некаква рефракциона грешка, откако ќе утврдиме дека станува збор за такво нешто, повторно, значи, се закажуваат и им се дава совет на родителите повторно да се јават на редовен преглед за правење на понатамошни испитувања. Скрининг прегледот е многу битен во оваа возраст, затоа што децата не можат да кажат, дали гледаат матно, дали поготово сега по компјутерската технологија ни донесе секоја година, значи, правиме некоја статистички увид на секоја година имаме зголемен процент на не само на рефракцијски грешки, туку и промени во мотилитет, во подвижност, во кривење на очите, така да тоа едноставно ни е битен овој момент.
Како една од мерките во справување со загадувањето на воздухот, дел од средните училишта имаат набавено прочистувачи на воздух. Што се однесува до основните училишта, состојбата е поинаква, информираат надлежните. Средните училишта, дел од средните училишта и во економското исто така нацебуѓони дел имаат, меѓутоа тие нормално дека ќе имаат затоа што имаат поголем дел за финансирање, поголеми блок дотации, кај нив не е проблем. Проблемот за финансирање не се основните училишта и наменските блок дотации, каде што за сега не сме во можност, меѓутоа како наменска блок дотација или она што значи донација од страна на министерството, нормално дека тоа може да се имплементира, меѓутоа пак ќе речеме и тие филтри треба да се заменуваат и одржуваат, така да тоа не е толку едноставно за вакви големи простори. Впрочем, само во ова училиште имаат 45 училници плюс дополнителни простори. Сега тие сите треба да бидат опремени, зборувам само за централното училиште Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, што е проблема. Она што го најави министерството, а го поздравувам и јас, е за едносменско воведување на едносменска настава во некои училишта. Веќе воведовме, во постапка сме за воведување и за уште 3 училишта кои би можеле од септември месец да стартуваат во едносменска настава, но во ово училиште ниту во еден случај не може да се изведе едносменска настава. Општинската организација на движењето Знам за наша Македонија Куманово ќе организира крводарителска акција. Освен членовите на партијата, во акцијата, која ќе се одржи в петок во периодот од 10 до 15 часот во просториите на поранешен комитет, може да се вклучат сите заинтересирани граѓани. Од денешниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме следните настани. 51 годишен кумановец вчера пријавил во полицијата дека неговото патничко возило БМВ, кое било паркирано во неговиот двор во населбата Јане Сандански, било оштетено од заталкано зрно од огнено оружје. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово и полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер во 22 часот лишиле од слобода 44 годишен кумановец, бидејќи претходно на улицата Ѓорче Петров во населба Перо Чичо физички нападнал малолетник. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Во Центарот за култура утре вечер ќе биде промовирана стихозбирка од Јулијана Величковска, а во 20 часот на платото пред националната установа Трио Джентлмен ќе одржи концерт. В четврток во изложбениот салон ќе биде отворена традиционалната ликовна изложба Самоуки 2025. Утре среда промоција на книга Рајфешлус од Јулијана Величковска, една млада писателка која навистина плени со своето изразување, со своето писмо. Би сакал да ги поканам сите посетители, и помладите и повозрастните, во 19 часот утре во фоаје на Центар за култура да ја проследат промоцијата на книгата Рајфешлус. Тоа е најнова книга на писателката Јулијана Величковска. А после тоа во 20 часот би сакал да го најавам Трио Джентлмен, солисти од Национална опера и балет, кои секогаш на воодушевување на кумановци имаат одличен настан. Тоа ќе биде на платото во Центар за култура на отворено во 20 часот утре, среда, пред Центар за култура. Во четврток сакам да ја најавам традиционалната изложба Самоуки. Скоро 30 години се организира таа изложба. Мислам дека ова ќе биде 34-то или 35-то издание на Самоуки. Тоа е еден настан кој кумановци го засака и стана еден своевиден бренд на град Куманово. Има пријавено преку 20 на самоуки уметници и сигурен сум дека ќе биде еден одличен и убав настан каде кумановци ќе можат да се дружат и да ги видат уметничките дела на нашите сограѓани. Тоа е во четврток во 20 часот во фоаје на Центар за култура. Сакал да истакнем дека оваа изложба секоја година станува се позабележителна во Куманово и е поддржана и од Министерството за култура на Република Македонија. Културно-уметничкото друштво Панче Пешево од Куманово ќе одржи концерт по повод 81 година од смртта на големиот композитор и музичар. Настанот ќе се одржи на 13 јуни в петок со почеток во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Билетите се веќе во продажба по цена од 150 денари во просториите на Културно-уметничкото друштво.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска заедно со раководството на Министерството го пушти во употреба реконструираното одделение за управни работи Скопје кое се наоѓа во зградата на МРТВ. Тошковски истакна дека заедничкиот простор кој е наменет и за граѓаните и за вработените е опремен на начин кој ќе овозможи секој граѓанин да се чувствува пријатно за време траењето на давањето или чекањето на конкретната услуга. Во реконструкцијата во оваа фаза се реконструирани и 15 на канцеларии за вработените, санитарните чворови, инсталиран е целосно нов централен систем за ладење и грејење и извршено е целосно сервисирање на надворешните окови во насока објектот да биде што повеќе енергетски ефикасен. Тошковски на крајот потенцираше дека паралелно со процесот на дигитализација во кој многу од услугите кои ги дава МВР ќе бидат достапни и дигитално, ќе се продолжи со отворање на нови канцеларии на управни служби онаму каде што тие не се достапни за граѓаните, а веќе се отворени 6 нови како и реконструкција и модернизација на други каде што е потребно.